Добро вечер, Македонија, и добре дојдовте во уште едно издание на квизот Среќно семејство. Во ова издание на Среќно семејство, 3 семејства кои што се редовни плаќачи на сметките за струја се надпреваруваат за 300, 500 и 1000 евра во денарска противредност, кои што ќе бидат исплатени на нивните сметки во рок од 60 дена од емитувањето на оваа емисија. Деталите за тоа како се стекнува правото на учество во овој квиз можете да ги видите на страната на Томато продукција, tomato.com.mk и на Евана Македонија, evana.mk. А сега, драги гледачи, да ги поздравиме со еден голем аплауз и жири комисијата кои што се задолжени за регуларноста на денешното издание. Откако ги поздравивме нив, сега да ги поздравиме и моите денешни среќни семејства. На позиција број 1 семејството Коцеви, составено од Ангела, Александра и Кристијан. Како сте? Добри. Расположете се малце. Расположени ли сте за надпревар денес? Да. За колку пари дојдовте? Колку сакате да земете? Па не е битно. Не е битно, сигурна ли си дека не е битно, нема да ме лажеш. Кажи ми од каде доаѓате? Од Делчево. Од Делчево? Да. Така. Сите сте фамилија или Не, дечко? сестра ми и дечко. Сестрата и дечкот? Да. Те слуша? Малку. Или ти не слушаш? Чим си дошол ти тука со незе, ти не за слушаш повеќе, да? Колку штедите електрична енергија, века опрашам господинот? Па малку повеќе. Малку повеќе? Да. На кој начин? Ми се гасиме светло, неопходими нешта кои се не ги употребуваме и така. Баш ми е мило што штедите електрична енергија. Мадам, дали ти имаш некој омилен електричен апарат? Кој? Пегла за коса. Не знам зашто, ама знаев дека ќе ми кажеш пегла за коса. Повеќето девојки дами што биле присутни на квизот, баш кажале или машина за перење, или шпоред, или пегла за коса. Ме радува и тука завршуваме со муабетот, ви посакувам многу среќа денеска. Да дадете се од себе. На позиција број 2 семејството Моневи, Славчо и Васко. Господа, како сте? Добро, вие од каде ни доаѓате? Ние доаѓаме од Радовиш. Од Радовиш. По пат како поминавте? Се беше во ред? Добро беше, ама Добро беше. изморено малку. Изморени малку. Тешко најдеме, тешко се најдеме. Следниот пат ќе ве дочекаме. Како што треба. Добро. Ја ќе го средам тоа, само дај Боже уште еднаш да ви извлечете. Колку вие штедите електрична енергија? Па колку што можеме, толку ќе штедеме. Да. Што да правиме? Кажете ми, татко, син, зет, дедо. Зет ми е. Васко ми е зет. Да. Зет и дедо. Зете, секогаш го слушаш дедо? Да. Две уши. Имате ли вие дома умилен електричен апарат? Еве зетот ќе го прашам. Има. Да. Фрижидер. Фрижидерот. Предпоставам, зашто голем човек се знае. Ви посакувам многу среќа денеска. Дадете се од себе, расположете се малце. Ќе ве расониме. Како ќе започне квизот, така и вие ќе се расоните. Ќе заборавите на заморот. Многу среќа. И на позиција број 3 семејството Стојковски, Зоран, Билјана, Ленче и Филип. Како сте, дами и господа? Добро, одлично. Одлични, од каде доаѓате вие? Доаѓаме од Битола, а по потекло сме од Девич Македонски Брод. Ме зезаш. Ние рода да не излеземе некоја сега. Можно е. Дека ја по потекло од Брод сум исто. Може Се најдов. Мала. Постои некоја врска. Има некоја врска. Можда не треба ќе мислат се дека местиме работа нешто. Се жалам. Се знае дека не. Прв пат се запознаваме, еве ќе кажам, ја искрено не знам, дај Боже родени да ми излезат. Со парите што ќе ги освојат ке часто ќе ручат. Кажете ми, колку вие дома штедите електрична енергија? Штедењето на електрична енергија е редовно. Значи тоа е појава секојдневно. Кој најмногу галами дома за да се штеди струја? Се знае кој тој што плаќа. Плаќа така. Децата колку слушаат? А вие колку слушате сега? Така. Тебе кој те омилен електричен апарат? Компјутер. Кој знае? Тоа заборив преска да напоменам дека и компјутерот е еден од најомилените електрични апарати. Колку време поминуваш на компјутер? Многу. Многу? Да не кажеме сега. До колку навечер заглавуваш на компјутер? Дока е 3-4. Дека е 3-4, ја? Беле, какви да не те слушнат паси. Ви посакувам многу среќа и, драги мои пријатели, да дадете се од себе. Драги мои пријатели, сега е време да започнеме со нашата прва игра, наречена Топка на среќа. Започнуваме веднаш. Кристијан, јасно ти е што треба да правиш, така? Имаш 3 обеди, да ги стручиш коцките и да оствариш што подобар резултат.
Колку време кажи ми си веќе со... Чекај, кој од сестрите сега? Ангела е со тебе? Ангела ти е девојка? Да. На колку време сте заедно? 2,5 години. 2,5 години. Колку години имаш? 20. 20. Браво си. Побели на твојата позиција. Не коментирам ништо, ќе се воздржам од коментари. И ја од млади години со долги врски. На мој знак. 3, 2, 1, може. Добра. Не мислев дека ќе ти изнервирам ја волку со муабетот. Чекај да видиме. Вака имаме правило. Да видиме кај ќе застане. Имаш ете уште 2 шанси, ама мислам дека уште една ти е доста, само ти си ми сумлив лик, брат. Ќе ме оттепаш. Може слободно да се вратиш на твоето место. 4, 7, 10, 12, 14, 16 поени за семејството Коцеви. Супер резултат, а сега наред е представникот од семејството Моневи. Славчо, знаеш што треба да правиш? Може. Може? Повели на својата позиција. Нестрплив 3 шанси за што подобар резултат. Ја повторно ќе се подкачам тука на скалата. Пази, имаме само едно правило. Доколку ги бутнеш коцките, а коцките паднат тука, тие не ги броиме. Да знаеш. Чисто тоа дека заборавив еве да ве потсетам сите и добре реков малер ќе бидам за целава работа. Може слободно уште една замаваш. Така, Славчо. Значи чека сега резултатот да го видиме. 5, 8, 9, 12, 13, 16 изедначени поени имаме, што значи на крајот од оваа игра ќе се фрли срекната коцка. Повели Славчо на своето место. А јас го чекам сега представникот од семејството Стојковски. Филип Стојковски во моје друштво. Филип, колку години имаш, брат? 17. 17 години. Ја на 17 години, колку твоја рака бев. Мора да признам. Па и сега не сум нешто многу поголем. Знаеш што треба да правиш, така? Спремен си? Да. Повели на твоето место. 3 шанси за што подобар резултат. Опа, јас повторно на мојата стрекна скаличка, на мој знак 3, 2, 1. Може, Филип. Мој брату. Брат. Да не се люташ на коцки, бе. Чекај, сега имаме вака. Правило едно. 8, 12, 17, 22, 27. Уа, Филипе, брату. Слободно врати се на твоето место, а јас сега ќе ги замолам представниците од Коцеви и Моневи да повелат тука на сцената, да видиме кај кога ќе одат оние 2, односно 1 поен. Повели мадам, оваа коцка е за тебе. Господине Славчо, оваа коцка за тебе, дојди повели од оваа страна, ако не, или поместете се такав, на мој знак фрламе на кежирито во исто време. 3, 2, 1, може. Да видиме. Видиме што... И Славчо, таванко сакам да кажам дека нема шанси поголема бројка и тоа е тоа. 2 поена одат кај вас срце, сега за сега 1 поен кај вас е, но немојте да очајувате, ова е што туку само првата игра. Коцеви со 1 поен, Моневи 2 и Стојковски 3 поени. А сега, драги мои пријатели, е време за втората игра, наречена на слепо. Ангел и Кристијан на своите позиции за втората игра на слепо. Ангела, за тебе имам едно поклонче, што верам дека нема многу да ти се допадне, затоа што не можеш ништо да видиш од нив. Кристијан, тебе ти е добро познато, смееш да игра само со горниот дел од телото, нозете никако не смеа да напуштат белата точка. Да знаеш дека моториката твоја ќе те тера да го направиш истото, но воздржи се и немој. Каква мисла беше ова, сега срди, ја ќе ти ги донаместам, како што не е нели по правило, извини ако малце те подискубам. Ете вака, сега ќе морам и да ги притиснам како не би гледала ништо. Добре, те вртам 3 пати. Кристијан, немој да ми замериш. 2, 3, ајде, најде ги топките сега, побарај. Ете, така, на мој знак, значи нема да почнеш со фрлање, можеш ти одма да коригираш, брат, ако гледаш дека не е на вистинското место. 60 секунди за вас или 1 минута. 3, 2, 1, стартуваме! Кажи, твое лево, полево, ајде! Така, Кристијан, пушти ги долгите раце. Голем дечко си ти. Значи, црвените топки носат 3 поени, жолтите 2 и сините по 1 поен. Можете и тактика, ова важи и за останатите, можете да си изградите тактика, доколку сакате да ги играте сите, доколку не сметате дека не треба, немојте. Ете, Кристијан се сложи да изгради тактика, значи ако ти се наполни сега мрежата, брат, буткај внатре, има простор уште многу, така чисто да знаете, дозволено и тоа, дозволено е како што ви кажав игра табла кош, или во овој случај под кош. Ми текна. Земја кош. Ангела, како оди сега за сега? Што мисли сестра ти? Како се снаоѓа сега за сега? Кој е тој што вади ситуацијата? Сестра ти или зетот? Добро си, И двајцата? Дипломатски одговор. Имате уште 8 секунди, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1 и тоа е тоа. Повели ваму, Кристијан, можете до мене, слободно извади ги наочарите срц, не те пуштам вака да одиш. Машала, види, полна вреќа топки. Да видиме сега, очекуваме да го погледнеме и вкупниот резултат. Поточно колку црвени, колку жолти, колку сини, вие тоа можете да го видите на вашите екрани, а вкупниот збир е 52 за семејството Коцеви. Повелете слободно, вратете се на вашето место, да ми ги наочарите, еве да не ти смеда, а јас ги очекувам Моневи. Славчо и Васко на своите позиции, подготвени, све ви е јасно, така? Васко, ти за прв пат денес учествуваш во среќно семејство, да немаш тема. Те гледам дека немаш. Повели, наочарите Славчо, намести ги ти, ја потоа ќе ги донаместам. Како што ви кажав, црвените 3 поена, жолтите 2, сините 1 поен. Извини, нема да ти биде многу пријатно сега додека ги носиш наочарите во овие следни 1 минута, ама ќе издржиш. Сега ќе те завртам 3 пати, да знаеш, еднаш, два пати. Едно време жени вртев. Видиме сега. Тука, ајде, намести се, побари ги слободно топките, ќе те оставам, ете, 5 секунди да се наместиш, ете така. На мој знак, 60 секунди, 3, 2, 1, стартувајте. Ова ситуација, дедо и дедко работат заедно на случајот да освојат што повеќе поени. Подесно. Подесно твое. Полево негово. Добре, добре. Играјте, супер сте. За сега, одлично оди, измина 15 секунди. Имате уште доста време. Сконцентрирано. Битно е да се внесат што повеќе топки, но понекогаш не мора ни да се брза толку многу. Јас сум брз дечко. Многу брзам, обожавам да брзам. Жири, да плюкне. Све прекрасно, Жири, имам, видите, две прекрасни дами, кои што ме чуваат и ме пазат. Можеш да ги бутнеш топките внатре, овакво, Васко, доколку гледаш дека не ги собира, уште 17, 16, 15 секунди. Имате уште доволно време да внесете што повеќе. Бутке, слободно, не може да се скине мрежата, проверено е. Немој да штедиш, па и ако се скине, ние не сме мали деца тука, ние сме продукцииште кој што има вреки колку сака на располагање и тоа е тоа. Последната топка нема да се важи и сега да го погледнеме и вашиот резултат. Повели, Васко, можеш и до мене да дојдеш ако сакаш. Нема да ви ги кажам по бој. Нема потреба, одиме директно на вкупниот резултат, кој што искрено ќе биде 43. Супер резултат. Немој да очекувате, добре. Славчо, честитки до тебе, ќе ти ги земам наочарите само, може да си се вратите на место, а представниците од семејството Стојковски треба да пристигнат. Сега, подготвени сте? Брачо и сестре, спремни, така? Знаете што треба да правите, повели за тебе едно поклонче. Мадам, сконцентрирај се и лови го. Знаеш дека не смеш да ги мрдаш ноџињата од белата точка, затоа што тоа не е едно од правилата. Чекај, брат, морам вака. Имаме тикам правила некои кои што мора да ги запазиме. Знам дека ви е непријатно кога ги носите наочарите, притискаат малце, ама се работи за 1 минута, а толку многу пари се во прашање. Те вртам 3 пати, голем човеку. 2 и 3. Намести се на позицијата, најди ги, срскате ти јасно, на мој знак, 60 секунди на располагање. Го чекаме брачаникот и ете го, 3, 2, 1, може! Поблиску, кажувајте му, ја не смеам да се мешам. Ете така, опа! Ете така, готово, конечно се уигра. Значи, па. Сега за сега поминати 15 секунди. Еве добиваат и поддршка. Ајде. Добре. Одлични сте. Супер. И тато ги бодри од страна. А зашто вие не се напативте да играте сега ова? Те, па подолго време сте... На младите останува. Така е. Браво, одлично. Тоди бутни ги топките слободно, имате уште 20 секунди. Тоа е... Ајде. Црвените 3 поени, жолтите 2 и сините 1 поен. Како што можете да видите, семејството Стојковски има тактика, не ги играат сините топки. Стој. Ајде, 5 секунди. Ајде, играјте, не толку силно. Ајде. А ја не можам да издржам, се извинувам на жирито. Оп, за малце. Супер бевте, сега ќе видиме и резултатот што ќе каже. Повели до мене. Ти си Ленче? Официјално да се запознаеме вака. Да видиме. Црвени, жолти, сини. Требаше зелени да ги ставиме и ќе пеев редовно црвено, жолто, зелено. Помени сега 34 поени. Супер резултат, ако не се лажам.
Вие сте на второто место и ке вас одат 2 поена. Значи 52 за Коцеви, 43 Моневи, 44 Стојковски. 1 поен ве делеше. Можете вие да се вратите слободно на вашето место. А генералниот пласман гласи: Коцеви 4 поени, Моневи 3 поени и Стојковски 5 поени. Како што ви е добро познато, третата игра се вика Штедиме електрична енергија и најчесто е таа која што одлучува кои две семејства ќе се најдат во големото финале. Па да не губиме време и да продолжиме понатаму. Кристијан, 9 светилки, 9 прекинувачи. Треба да изгази што повеќе за време од 60 секунди или 1 минута. Да знаеш дека не е толку лесно како што изгледа, знам дека не изгледа дека е далеку, ама е далеку. Блиску, а сепак далеку. И да престанам да зборам, на мој знак можеш да почнеш. 3, 2, 1, игре! Како што ти кажав, бите ете така, го погоди местото, пази само повторно да не запалиш светилката. Сега за сега имаме една изгасена светилка од страна на Кристијан или семејството Коцеви. Пристигна и втората. Оп, извини. Ги погодаш, прецизен си, само како што ти реков вистинското место, гледа да го погодиш. И тоа е тоа, јас нема да ти се меѓам. Ете, 3 светилки. И имаш уште 35 секунди, 4. Како си тргнал, брат? Очекувам добар резултат. 5-та светилка, 6-та. И прецизна рака. Браво, 7-та. Ајде. 7 светилки, уште 2, а на располагање 20 уште една. Ајде, ја мислам дека ќе ги изгаси сите. Баре кој е најгор. И сите ги изгаси. Браво, брат, 9 светилки. Слободно како победник може да се вратиш на своето место. Иако имаме уште 2 семејства кои што ќе се ја пробаат среќата. Така да сега ги чекам семејството Моневи. Славчо, подготвен си, така? Може. Ова игра решава се. Ама во секој случај ти опушти се. Чекај, на кратко. Диши длабоко. 60 секунди на располагање на мој знак. 3, 2, 1. Ама бројчаникот ни го нема. Го чекам бројчаникот да се појави. Дзиркам ја од страна тука со окце. Гледа, ете го бројчаникот. 3, 2, 1. Слободно игра. Браво, Сомчо, 2. Не се мешам. Браво. Одлично, сега за сега прецизна рака имаш. Ајде да не турочам. За малце. Треба да го погодиш на вистинското место. Значи не е битно колку силно малак брат. Ете така. Како што тој впрочем го правиш, драг господине. Ми кидне и ова топка, нешто денеска моторикава не ми е баш на завидно ниво. Имаш уште доста време, 35 секунди, 3 изгасени светилки сега за сега. Ги погодуваш, ама за малце. Ајде, подршка дајте му на Славчо. Ајде, ете, така уште една. Со аплаузот доаѓаат и светилките и... Добре, Марче, да не направиме некоја белја. Добро, ти оди Славче, само молим те едната нога приврати ја назад малце, извини се, вака 5 секунди, ајде. И уште 2 светилки. Штета. 8 изгасени светилки, одличен ти е резултатот. Абе, супер. Јас сум крив сега. Значи веќе имала. Не, ја дека ти спасира, види колку го. Добро, не, супер. Одличен резултат. Слободно врати се на твоето место, а јас го очекувам представникот од семејството Стојковски. Ленче, тебе те пуштија како представник на семејството Стојковски, а? Тебе за најтешката игра те фрлија во оган, толку имам да ви кажам. Се шалам. Верувам во тебе и во твоите способности. Ти посакувам многу среќа. 60 секунди имаш на располагање. На мој знак, само бројчаникот да се појави на нашите екрани. И ете го. 3, 2, 1. Може стартува. 9 светилки. Пробај да ги изгаси. И ете првата. Првата светилка изгасена, втората спунта изгасена, изгаси. Ова прв пат го гледам до сега во срекно семејство. Се одби топката и го изгаси едниот прекинувач. Дозволено е така, така? Неизвина среќа си е. Сега за сега имаш 3 изгасени светилки, пази само да не запалиш повторно некоја од истите. Смени на друга. Ако не ти оди убаво викат, ако не ти оди на таа страна, смени и пробај на другата, види. Браво, супер си. Пак ќе кажам, ете, а вие Стојковски знаете што правите. Ајде, имаш уште 20 секунди. Ајде, Срцка. Близко си. И ете, ајде. Сега за сега 6, 7.
Дали ќе имам изненадачен резултат? Ајде, ајде. 8. И Браво, браво. чекай, Само имаш и штедно, штета. штедно. Фрлај. Средина. Следујш први. Уи, штета 8, што значи повторно коцката ќе одлучи кај кого ќе одат 3 поени. Го молам представникот од семејството Моневи да повели тука да ви дадам по една коцка, за да видиме. Дојди. Кој ќе фрла? Некаш ти да фрлаш? Си знама че ти, Ленче. Кажи, доста ми е мене. Бато сега нека игра. Повели Филип, на мој знак фрламе на кај жирито, нели? 3, 2, 1, слободно фрлајте. И да видиме што ќе каже коцката. Филип, честитки кај тебе. Честитете се кај вас отидоа 2 поена. Што значи? Сега да го погледнеме само генералниот пласман. Коцеви 7 поени, Моневи 4 и Стојковски 7 поени. Моневи, ви честитам за освоените 300 евра, со здравје да си ги користите. Само зубави работи, се надевам дека повторно ќе се видиме. А ќе ги повикам сега повторно представниците од едното и од другото семејство да повелат на сцената, затоа што срекната коцка повторно ќе одлучи кој прв ќе игра во следната игра. Повелете. За да знаеме кој како демек победник е, нели, во целиот досегашен дел од квизот. Филип, ти како среќа со коцката? Ама не ме со коцка да се фатил, ќе те карам. Еве да мислиш, се лажат многу луѓе. На мој знак. 3, 2, 1, фрлајте. И добре, единица е зашто вакво ни е правилото. Вие ќе играте први во нашето големо финале, слободно вратете се на вашите места. А вие, драги гледачи, сега убаво сместете се во вашите фотели, каучи, затоа што нарете големото финале. Се потресов. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со E-Punkt плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за E-Punkt на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. На сите ви е добро познато дека најавата обично за финалето ја правам од таму, но овој пат имам посебна чест и привилегија да стојам помеѓу две прекрасни дами кои што ќе се надпреваруваат за прв пат во срекно семејство во големото женско финале. Вајде ме разбрате што сега да кажам, а доколку не ме разбрате, сликата вреди 1000 зборови. Дами, знаете што треба да правите? Така, редиме 4 топки во низа, хоризонтално, вертикално или пак диагонално. На располагање ќе имате 3 минути. Доколку не успеете да наредите ниту едните, ниту другите по 4 топки во низа, одлучува фактот чија боја е повеќе застапена. Јасно не е се? Ако не ви е јасно, дигнете рака. Не. Океј. Мене не ми е јасно. Дали треба да почнеме сега? 3 минути имате, на мој знак. 3, 2, 1, стартуваме. Стојковски мамат први, значи чекаме топката да падне, па потоа игра другиот. Стојковски сега седи, Ленче. Ајде, Ангел, можеш слободно да играш и вака сега за да не ви нели бамборам на глава цело време кој треба како треба. Да више може да играш. Не, добро. 3, гледате, затвори се, ајде да не ви кажам, јас не смеам да се мешам. И да видиме. Ленче, раче, сатарче. И 4, абе како ночалато че да ти честитам за 500 евра освоени честитки срде, Ленче, среќа моја. Честитки, што туку им обезбеди на твојата фамилија 1000 евра. Можете слободно да се вратите на вашите места. Брзо, јасно. Так. Све не јасно, а сега, драги мои пријатели, го очекуваме представникот од Евана, прекрасната господја млада дама Искра Тикваровска да дојде со ние прекрасни големи воучери и да им ги дадеме наградите на нашите надпреварувачи. А тоа ќе го направиме веднаш. Мадам Искра, не можам да се навикнам никако на овие прекрасни воучери. И се надевам дека на крајот од сезонава ќе успеам да си ги однесам дома. Ваучерите може. Да, на парите не ти ги даваме, кажи. Не си заслужил. За корисниците. За корисниците. Искра, пред 10 дена бевме во Струга и си поминавме прекрасно, нели, као Струга нема друга. Да.
Што се случуваше во Тоа Струга? сакам, па сакав онака спонтано нели да биде ти само да кажеш, ама ајде кога сакаш да те Марче, прашам. многу добро знаеш, ти ни беше водител на квизот на училишниот проект на Евана Македонија, заврши уште една учебна година. Повеќе од 60 деца се надпреварува во знаење и вештини стекнати во текот на целата година во рамки на наставата на училишниот проект кој што ги учи децата за штедење на електричната енергија и разумно користење и безбедно користење. Така и видовме многу интересни работи, работеа на проекти, нели? Точно така, децата во текот на годината не само што научија како да штедат енергијата, туку и спроведоа мали кампањи во своите локални заедници и тоа го покажаа во Струга, така што се надевам во прилогот ќе можеме дел од атмосферата да покажеме и Не ме кради работата. не крадам. Тоа беше мој дел. Знаеш колку време го мислев тоа. А сега, драги гледачи, погледнете го прилогот за да видите што се случуваше во Струга. А? Здраво до сите среќни семејства. Моментално се наоѓам во Струга каде што се одржува 9-тиот поред национален квиз од училишниот проект на Евана. Како што можете да видите, присуствуваат многу дечиња, поточно од 12 училишта ширум Македонија. Денешниот квиз е проект на Евана заедно со други организации и чија цел е граѓаните да ги научи поразумно да користат електричната енергија. Ова е настанот кој што децата го чекаат цела година и тие на вистина се подготвуваа, работеа на кампањите за подигнување на свеста за енергетската ефикасност во своите локални заедници и се надеваме дека децата кои што најмногу работеа и ќе го покажат тоа овдека. Изработивме брани, лепевме на штекерите за вклучување на сијалицата, влези, вклучи и излези, исклучи. Ние презентиравме за разумното користење на електричната енергија и нашиот слоган користи доболно, но сепак и штеди. Правевме ветерници, ја правевме исто така правевме лајкови за разумното користење на електричната енергија. Училиштата секоја година се бираат на тој начин да бидат правилно застапени, најпрво етнички, понатаму да бидат распространети низ цела територија на Македонија и да има правична застапеност на урбано и на рурално население. Училишниот проект продолжува и понатаму, секоја година го подобруваме и наградуваме, така дојдовме и до оваа фаза практично. Во првата фаза поминавме 35.000 деца и скоро 300 училишта, кои што има настава од по 1 час годишно и ја сменивме формата и во последните 3 години училишниот проект се одвива на тој начин што се формуваат секции во 12 училишта низ цела Македонија и тие секции работат со континуирана настава. Искра може да ги доделиме сега ваучерите, така? Да. Може. Драги гледачи, на позиција број 3, семејството Моневи кои што го сочинуваат Славчо и Васко во денешното издание на Среќно семејство и кои што освојуваат 300 евра благодарение на Евана. Господине Славчо, честитки. Повели тука ке дамата да ти го врачи овој прекрасен ваучер. Става. Кажи ми, како ќе ги искористите овие парични средства? Тоа ќе ги искористиме за некои домашни потреби. За некои домашни потреби и ќе допунеме нешто друго. На Зетко ќе мора да му плати, знаеш? Па тоа ќе му оплатим само. Не знам, ќе видиме. Многу среќни понатаму во животот, се надевам дека повторно ќе се видиме. Не мислев дека Евана дават пари само зимот, меѓутоа Не, точно, секогаш Евана се грижи за нас. Пашка не зима само. Да види да струја. Некој да се плаќа на време струјата и да така. Ти благодарам, Славчо. Уште многу среќа понатаму во животот, повелете, застанете си позади. Не на место. Тука да ми застане. Сакам да те гледам цело време со таму, тука, кај што си. Одлично. Како е там, видиш, убаво изгледа. На второто место.
семејството Коцеви, кои што освојуваат 500 евра и чието семејство е составено од Ангела, Кристијан Зетот и Александра. Ангела, срце, честитки. Како си возбудена очигледно? Па да. Па да. Задоволна ли си со оваа награда? Да, секако. Да? Како ќе потроши парите? Па ќе видиме, може би за одмор не. За одмор ќе го носиш Кристијан, дека он сработен многу голем дел. Да. Да? Добар, пази Кристијан, само ако не ми се јавиш, не ми кажеш. Ти посакам многу среќи тебе понатаму во животот, слободно застани си позади. И сега, на првото место, или 1000 евра, освојуваат Зоран, Билјана, Ленче и Филип Стојковски, кои што ни допатуваа од Битола, без пари, а кои што ги си одат 3000 евра. Ленче, главниот, најзаслужен човек за денешната победа, и Филип. Вие немате право на парите, така да си знаете. Тато, мама, немај да разберам после дека сте им ги земале парите. Се шалам. Ваши си се како ви одлучите фамилиарно, семено, така да си ги трошите. А кажи ми, ти како би сакала да ги потрошиш парите? За одмор. За одмор, Филип? И ти за одмор. Заедно би оделен одмор или не? Може и заедно. Така еве срце. Ја ви посакувам многу среќи понатаму во животот. И со здравје да си ги трошите парите. Слободно и вие може да истостанете и искрен ти благодарам и тебе, може ако сакаш да им се придружиш, ама не. Можеш и со мене да останеш да ми го разубавиш последниот кадар од денешното издание. Ви благодарам и на сите вас кои што не проследивте во текот на целото денешно издание и се гледаме следната недела. Среќно семејство со Евана се одјавува. Чао!